1257 склекови за само 1 час со дополнителни 10 килограми подвиг, кој привлече големо внимание и сруши Гинисов рекорд. Денеска разговараме со Кристијан Бајовски, младо, но успешно момче. Ке зборуваме на темите како тренинг, теретана и здрава исхрана. А моментално се наоѓаме на оваа прекрасна локација покрај базен во Аура АС. А Кристијан, пред се да ти посакам добре дојде во Хајп Македонија за прв пат. Кажи ми како си денеска? Ви благодарам за поканата. Одлично, супер, вие како сте? Одлично, јас ти благодарам. Кристијан, 1257 склекови за само 1 час со дополнителни 10 килограми. Кажи ми како го постигна овој рекорд и што ти помина прво низ глава? За ваков рекорд потребни се припреми. Се спремав конкретно 2 месеци за овој рекорд, каде што си ја прилагодив исхраната за тој рекорд. Имав многу јаки интензивни тренинзи и што ми поминуваше низ глава, секако дека ќе успеам да го совладам овој рекорд, бидејќи секој што сака да проба нешто вакво мора да мисли позитивно. Доколку мисли негативно, нема да успееме. А дали се чувствуваш гордо што баш ти го сруши тој рекорд? Па да, нормално, секако дека се чувствувам гордо, сум постигнал нешто првенствено за себе, сум си докажал на себе си дека можам, кога ќе решам, сакам тоа да го направам и секако се чувствувам гордо. А после овој успех, дали спремаш ете некој друг предизвик што сакаш да се надминеш себе си и другите? Па моментално не, али во иднина секако планирам, сега моментално сакам да се растеретам и психички и физички, за во иднина секако доколку одлучам ќе објавам на моите социјални мрежи. А кога започна ти да тренираш? Дали од секогаш ете си бил страствен кон спортот и физичката активност? Да, се бавам со спорт речиси цел живот, од мали нозе се бавев со карате, а генерално со ова започнав пред 5 години да речем. И исто така се бавам активно цело време. А дали се уште тренираш карате или прекина? Не, прекинав пред 2 години. А сега си повеќе посветен ти да станеш ете фитнес тренер, па од каде доаѓа таа желба? Па желбата доаѓа тоа што сакам да помагам на луѓето, да се посвесни за начинот на живот, здравиот начин на живот, бидејќи физичката активност е многу битна денес, особено. Човекот е створен едноставно да движи, да биде физички активен и со тоа се ова целта да ги мотивирам луѓето да станат подобра верзија од себе си. А дали мислиш дека луѓето во Македонија доволно вежбаат, тренираат и се грижат за својот физички изглед или треба малку повеќе да се потрудат? Па мислам дека сепак треба малку повеќе да се потрудат, бидејќи во денешно време живееме многу брз живот, едноставно се сме насочени кон лоши навики, лоша исхрана и сметам дека треба повеќе да се посветиме кон здравиот начин на живот. Многу луѓе тренираат само ете за да си ги покажат телата на своите социјални медиуми, а дали пред се треба да се тренира и вежба само за да се изгледа физички добро или навистина за да имаме здраво тело? Не, првенствено треба да се грижиме за нашето здравје, бидејќи изгледот секако го прати тренингот. Треба ги смениме нашите лоши навики, како што кажав, да сме физички активни и да одбираме поквалитетни намирници, односно исхраната да не биде поквалитетна. Колку е важно менталното здравје и менталната сила во спортот? Па искрено би рекол дека е најважна, бидејќи се преку мозокот дава информација до телото, како се чувствуваме тој ден, колку сме спремни да се бодриме самите и мотивираме, така ќе се одрази и на телото. Секако тој што е подолго во ова, да кажам, има подолго искуство во спортот, знае колку е битно менталната спремност, така да би кажал дека првенствено е битна менталната спремност, па после физичката секако. А како еве на пример ти го одржуваш твоето ментално здравје? Дали имаш некои посебни навики? Па да, најчесто практикувам вежби за дишење. Са бајле тоа ми е како рутина, некои 15 до 20 минути. После имам визуализација, каде пример еве за рекордот генерално секој ден си визуализирав како го достигнам тој рекорд, како славам едноставно. И генерално тоа, визуализација е најбитна, да си поставуваме во глава слика како успеваме, да, и да веруваме во себе секако. А какви се тие вежби за дишење? Дали можеш да ни објасниш малку подетално?
Па тие вежби за дишење спаѓаат каде што правиме 3 пати 30 вдишувања и издишувања. Последното вдишување и издишување задржуваме одредено време на воздух и така повторуваме 3 пати. И отприлика тоа го правам секој сабајле и ми помага многу да се смирам и да се припремам за денот. Како некој вид на медитација. Дали сметаш дека поголем дел од луѓето се откажува затоа што физички не можат или затоа што психички се убедуваат дека не можат? Па луѓето најчесто се откажуваат поради тоа што сакаат веднаш да ги сменат лошите навики и најчесто се откажуваат, мислам дека главна причина е тоа поради што се споредуваат со поискусни вежбачи. Особено почетниците, кога ќе отидат во теретана, се споредуваат со многу поискусни вежбачи, што се долго во тоа, што имаат постигнато добри резултати и автоматски се јавува демотивација и поради тоа се откажуваат. Но ете, споредувањето можеби со некој друг некогаш да делува и на позитивен начин, да сакаат нели да постигнат такво тело. Па колку ете треба се споредуваат или сепак треба повеќе нели да се гледат за нивното тело? Па искрено убаво е да замислуваат и да сакаат да постигнат нешто такво како поискусен вежбач, но грешката кај луѓето е што тоа го бараат за краток период. Пример, сакаат да изгледат како него за многу кратко време. И тоа е речиси невозможно, бидејќи како што кажав, тој некој што вежба активно има посветено многу време, многу тренинзи и така натака. Сепак убаво е да имаме како некој што сакаме да изгледаме, но не можеме тоа да го постигнеме за многу краток период. Колку пати неделно ти тренираш и како изгледа една твоја неделна програма? Па моментално сега тренирам 4 пати, каде што во текот на неделата имам 3 пати горен дел и 2 пати долен дел, односно носе. Кога се спремав за рекордот, во текот на неделата вежбав 6 пати. Моментално тоа бидејќи помина, сега си ги прилагодив според како ми одговара и со цел да се опоравам. Колку пати неделно е здраво и правилно да се тренира? Дали треба тоа да е секој ден, ете 3 пати неделно? Па видете, може и секој ден да е, но тоа е потребно многу знаење, односно да се прилагоди за вежбачот и да му биде одржливо и со цел да се опоравува од тренинг за тренинг. Но секако за почетник генерално не мора секој ден да е. Доколку почнам може и 3 пати во неделата да е, ќе биде сосема доволно. Па како поминува времето, се тоа да се прилагодува и да се унапредува. Кои се, например, 3 вежби без кои ти не можеш да си го замислиш тренингот? Ете, ти си познат, нели, по склековите, друго? Згибови, пропаѓање и склекови. Без тие вежби не можам да функционирам. Зошто баш тие вежби? Дали тие се клучни во градење на мускул или тебе ти се омилени? Не се клучни за градење на мускул, секако и теретаната е добра, но јас преферирам ова бидејќи повеќе ми се свиѓаат тренизите, ментално се потешки и за тоа така се одлучив. Например, некој ако сака да изгради мускулна маса, што е поважно? Например, да кревајте поголема тежина или повеќе часовен тренинг или правилна техника? Да, исто така во денешно време грешка кај луѓето е што мислат дека што повеќе килажа ќе ставиме, тоа подобар напредок, а сосема е небитно колкава килажа креваме. Според мене, да си го спуштиме треба егото и да се фокусираме на правилната форма на вежбата. И како напредуваме, постепено да унапредуваме и килажата, бидејќи секоја килажа каде што не можеме да контролираме, ќе не наруши нашата техника. Ете кажа дека многу луѓе се демотивираат на почетокот и се откажуваат. Реално временски, колку е потребно за да се покаже некој резултат на почетник? Па резултат искрено ќе се покаже и за месец дена, и помалку од месец, но јас што би препорачал е да не се гледа тоа како за месец дена, туку да го учиме мозокот, да го гледаме како дел од животот. Бидејќи ништо нема да постигнеме доколку да тренираме 2 месеци и повторно се вратиме на лошите навики. Затоа да го гледаме да бидеме подобри, да правиме мали разлики од ден за ден и да го гледаме на долгорочно. Која е најголема грешка што ја прават луѓето во теретана? Најголема грешка што прават луѓето во теретана е што одат без план, одат и вежбат што им се вежба тој ден и буквално прават тренинзи по 3 сати
беспотребно. Значи, мој совет е да си направат убаво план, да знаат што вежбаат тој ден, како вежбаат, да не остануваат многу во теретана, да не експериментираат многу вежби и буквално е тоа. Колку се важни загревањето, истегнувањето и опорувувањето после тренинзите? Искрено, опоравокот е многу побитен од тренингот, да кажам. Доколку не стигнеме да се опоравиме од еден тренинг до друг, може да се случи повреда. Исто така и загревањето е многу битен фактор за почнувањето пред тренинг, така да искрено мораме да посветиме и доволно време за опоравок, како и за тренингот. Најбитно за опоравок е и сонот. За истегнувањето и загревањето? За истегнувањето исто така е битно, може да се практикува, не мора секој ден, али не би препорачал статичко истегање пред тренинг. Динамичко загревање пред тренинг, а статичко негде кога ни е денови за одмор или како рутина пред спиење, да кажем. Кој мускул најтешко се гради според твое искуство? Па тоа е индивидуално. Различно, кај секој луѓе имаме доминантни мускули, но без разлика на тоа, со активен тренинг и редовен пред се градат сите мускули, но во зависно од тоа, но како што кажав, индивидуално е, секој човек има различна мускулна група која му е доминантна. И што му се доминантни, повеќе напредуваат од останатите мускули. Колку кардиото е важно во едно вежбање? Па и кардиото исто така важно. Тука што би кажал е класично пешачење во текот на денот, да се трудиме да сме до 10.000 чекори секој ден. Можеме тоа да ги поделиме после секој оброк, да кажам. Например, имаме 4 оброци во денот, после секој оброк да се испешачиме 15 до 20 минути. Вкупно 4 пати сме постигнале 10.000 чекори и повеќе. Ете, кога сме веќе кај исхраната, колку е важна исхраната во споредба со тренингот и што треба да промениме во исхраната за да изгледаме добро? Па првенствено би кажал дека тренингот е побитен од исхраната, но секако исхраната е многу битна. Што треба да промениме кај исхраната, тоа се брзи шеќери, брза храна, значи фастфудови, тие се многу штетни за нашето здравје првенствено. Постепено да ги менуваме тие навики, претежно да се фокусираме на здравата исхрана. Кои се некои намирници ти што ги конзумираш секојдневно и како изгледа еден твој типичен ден на исхрана? Па јас не експериментирам многу што се однесува до исхраната. Користам пилешко месо, јунешко месо од извор на протеини, туна, од извор на јаглихидрати, компир, батат, ориз, тестенини, тортили понекогаш, здрави масти, кикирики, путер, јатки, исто така млечни производи, грчки јогурт со 0% масти и генерално тоа ми отприлика секојдневно, само си ги комбинирам на различни начини и спремам. Дали си ти од тие типови на луѓе што мерат до грам колку ќе внесе на ден или некогаш знаеш да преминеш таа граница? Не мерам до грам, не сум бодибилдер, сепак респект до бодибилдерите, тоа така мора да биде, особено на припремите кога се спремаат за надпревар, мора се да биде до грам, да не навлагаме на таа тема. Јас знам нека да одстапам и да преминам и повеќе од тоа што треба. Значи не си толку стриктен на режимот. Колку протеин на вистина му се потребни на човек кој активно тренира во текот на еден ден? Па 2 грама по килограмна телесна маса. Значи, ако личност има да, значи отприлика тоа би било да не сме под 150 грама протеин на ден. Јас моментално внесувам 200 грама и тоа ми е секој ден. Во денешно време многу е познат креатинот и многу го внесуваат, па колкава улога имаете креатинот во вежбањето? Исто така креатинот има голема улога, не зголемува мускулната издржливост, ја тоа го имам приметено. Кај активен вежбач и со долго искуство што знае телото што му кажува, ќе го примети тоа. Креатинот го препорачувам на секој, без разлика дали е вежбач или не е вежбач, 5 грама секој ден и се ќе биде топ. Контроверзна тема е земањето на стероиди или некои слични хемиски супстанции, па што мислиш ти за тоа? Искрено не знам што да мислам за ова. Јас сум природен вежбач, секогаш ќе промовирам здрав начин на живот, како што кажав, во ово имам влезено со цел да бидам поздрав, пофизички активен и сега доколку земеме таква супстанца,
се ова паѓа во вода. Така да ништо подобро од природно и тоа е тоа. А кој е најголемиот мит за слабењето што постојано го слушаш од луѓето? Дека мора да правиме кардио за да слабеме. Бидејќи луѓето не се свесни дека доколку не сме во калориски дефицит, односно доколку не трошиме повеќе калории од колку што внесуваме, без разлика дали ќе правиме кардио цел ден или било што, нема да слабнеме. Така да тоа би го извил како мит кај луѓето. А кој е некој најбрз и најлесен начин за слабење? Па најбрз и најлесен начин нема за слабење. Како што кажав, треба постепено да гледаме подолг период со цел бидејќи сега ако тргнеме многу агресивно да слабееме, може да се јават многу компликации со телото, хормонален дисбаланс, така да не би препорачал на никого да оди премногу екстремно. Така да се постепено, прилагодливо за вежбачот и на долги стази да ги гледа. Голем тренд беше земањето Оземпик за слабење. Што мислиш на таа тема? Искрено не мислам ништо на таа тема. Сега во денешно време се промовира како за качување на мускулна маса, така и за губење на процент на масти. Само ќе кажам да си ја прилагодат исхраната, да си направат добар план, да видат, да пресметаат како што им е потребно, да си го пратат тоа на неделно ниво и при потреба да си коригираат. Исто така, доколку не се сигурни како тоа да го постигнат, секако да си побараат ментор што ќе ги води низ тој цел процес, со цел да не си направат здравствени проблеми. Значи не си поддржувач на Оземпикот. Кристијан, доколку некој те сака да иде според твојата програма, дали можете тебе да контактираат, да се консултираат со тебе или нешто слично? Да, секако може да ме контактираат на мој Инстаграм профил, подпишан сум К. Бајовски. Може да ме контактираат каде што правам видеоповици со клиентите, разговараме, да видиме што им е целта, што сакаат да постигнат и доколку можам да помогнам, секако би се нафатил, да. Мотивацијата си доаѓа, си оди, а што правиш кога едноставно немаш желба за тренинг, а тој ден си требал да го посветиш на тренинг? Па јас сум чуден на оваа тема, искрено кај мене и кога нема мотивација може да се случи искра буквално и за секунда да се измотивирам. Колку пати кога сум идел на тренинг, сум немал мотивација, па ќе го направам најакиот тренинг, или пак сум идел со цел да не правам тренинг, да направам послаб тренинг од вообичаено, па ќе го направам најакиот тренинг и без мотивација. Вака за крај, што би им препорачал на луѓето што сакаат да направат физичка трансформација врз своето тело и на младите што сакаат да чекорат по твојот пат, например да станат некои тренери или слично? Па како што кажав, постепено да си направат план, постепено да менуваат на здрави навики, бидејќи се што се менува преку ноќ не е одржливо. Како што кажав, исто така да си земат ментор што ќе ги води низ тој цел процес, бидејќи да не се замараат кога ќе одат на тренинг што и како да прават, ќе си имат јасно напишано што и како, си одат, си вежбаат и тоа е тоа. Тоа искрено би го издвоил и да сме физички активни секако. Ти благодарам, Кристијан, на прекрасното интервју и ти посакувам уште големи успеси. Ви благодарам исто така и на вас и уште еднаш ви благодарам на поканата. А сега, Кристијан, ако може еден предизвик за нас, да видиме за 30 секунди колку склека можеш да направиш. Искрено немам пробано вакво нешто за брзо, али ајде да пробаме. А сега тука ќе уклучиме стоперка на нашиот телефон и баш да видиме колку склека може да направи за 30 секунди. Дали си, Кристијан, спремен? Сегуваш. Ајде, на 3, 2, 1, старт! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Толку, стоп! Колку беа? 47, 8? 48. Браво, Кристијан. Дали ова може рекорд за тебе? Па, можам и повеќе, ама сега малку не загреа, нали? Пак, супер. Да.
Браво, Кристијан, и супер предизвик. Ете, јас го исполнив предизвикот. Ајде сега да име Стефан колку може да направи склекови за 30 секунди. Ајде, тогаш да бидеме фер. Може? Ама не знаме дали станко ќе. Ајде. Ајде. 2, Не можам брзо. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 1, 2, 3, уште 15 секунди. Уште 10 секунди. 23, 24, 25, 26, 27, 29, толку. 30 склекови. Супер. Па добро, не сме голема разлика. Ти имаше 48, јас 30? Искрено очекував помалце, ама ми изненади. Да, за вака неспремно и нејадено мислам дека сме тука некаде. Да, супер, искрено, браво. Јас сум Кристијан Баевски, а вие гледате Хајп Македонија.